собрале младенски олимпиец од Исланд на велосипед, го собрал со пасат, со кола. И шо е, луѓе, шо е тоа веслијање која тоа? Уште власта е крива, ова е крив, она е крив. Глупости! Глупости! Шо се велосипедистите у македонскиот собраќај? Баласт. Терет. Спори се. Пешаци уште поспори. Не им ја гледаме обште функцијата у сообраќајот кој има. Тамо треба да ги одвоите со посебна стаза, некоја на 20 метри од коловозот, кај што возат овие цивилизираниви наши возачи, моторциклисти, овие коли што возат, све тоа, шлепери, камиони. Остај тоа баграта, пешаци, велосипедисти, 30 метра подалек од коловоз. Нек се бават мајката таму. Па и тамо нема да ги пуштам. Лагодно да се осеќа, дека се спори. Тамо вие со електрични тротинети ќе им ги пуштам. Тие нека ги собираат нив. Тама новие електрични веќе ги ослободам од коловоз кај што возат ова цивилизирани шофери наши. Овие пошто се исто споровозни тротинети. Тамо ке пешаците. Нека малаат у пешаци, бе. Тоа е синџер на исхрана у македонски собраќај. Поголемите ги јадат помалите. Шо кој кур мој барал тој бе од Исланд да доаѓа на Олимпијада овдека да вози точак, бе? Не ова е Исланд. Тамо се занимаваат со тие работи, пазење на... У Исланд 20 на саат вози тој, у Ауди или у Мерцедес. Зашто? Зато што некој пред него, некоја бабичка вози точак. Полека го вози, оној женски точак со намирници од супермаркет што купила на него горе. Будали. Ретардирано до имбецилност. 20 на саат возам, таа со точак пред не. Тоа на Исланд. Тамо се ретардирани, бе. Тамо такви се раѓаат. Да не можеш возаш, да бидеш у собствена држава, да не изгазиш барем 5 пешака, 14 велосипедисти да собереш. Оние со електрични тротинет попара и направи салата. Да се снебивам у сообраќај. У Македонија. Да пазам овој со точаков. Па уште олимпиец. Се качил на точак, се облекол таму тоа. Хеланки, меланки, кацига стајал. Се такмичам бројче овдека. Идам за медал. Кој медал ме време ми фали, бизнис да завршам. 16 милиона евра ме кошта мене денес. Станови има нови се града тамо. 10.000 евра квадрата. Тебе ке те чекам со тоа точакот на Олимпијада да ми се керефекаш. Да ми се гејчиш пред мене. Да се педеришеш. Пари, бе, времето пари ми е. 15.000 евра квадратон дека стан, знаеш, мене ме чека инвеститорот. Владата е крива. Владата е крива. Не, бе, људи, не е владата крива. Криви се... Ти од Исланд се кривиш од дошли од. Кој да е крив? Не може никогаш људи владата да ни е крива. Не за вакви работи. Ова ни се случува не заради тоа што е некоја влада таква како што е, него затоа што ние самите сме такви. Какви што сме. Ќе ви кажам примери. Да сватите од оној филмот Професионалец, беше на овој на српскиов, која вика ние Милошевиќ крив, ми смо говна. Истата работа е. Ќе ви кажам зашто сме говна. Сега гледав 33 квадрата стан у факинг Скопје, у Селендрава Скопје, у Посранава котлина Скопје, што нема кислород, што е загадена, кај што има тропски жештини од 45 степени, мерени у сенка на тревната површина на 5 метра е ставен тоа мерниот апарат. Така е по стандарди. 5 метра на тревната површина у сенка на факинг Зајчеврид.
И ти мера 42 степена. Тоа знаете колку е лека доле кој ќе се симнеш на асфалтов? 60. Саудиска Арабија говна да јаде. Сахара говна да јаде. У таква факин Скопје, кое што со години е силувано од разни криминалци кои што еуфемистички се само нарекуваат инвеститори у градежништво, подземје класично, во едно таква силувано Скопје 33 квадрата станон дека се продава за 100.000 евра. 33 квадрата стан, мислите на голубарник. 33 квадрата не е стан. Тоа е голубарник. Бемка голубарот да го прашаш сега да се вселиш кај него голубарникон. Нема више голубари, тие старите изумреа се. Толку ќе те наплати. 5 квадрата голубарник, пута 3.000 евра, 15.000 евра. А ова не е ништо поразлично. 33 квадрата, тоа стан ли е? Ако више правиме муавет. Кај бевме? Некогаш пред 40-50 години, кога беше императив да добиеш стан над 75 квадрата, да се вселиш у стан над сега се смалуваме. 35 години овој систем, овој напреден капитализам, пазарна економија, овој капитализам со човечки лик, пошто социјализмот имаше лик на ѓаол, ово е со човечки лик. Ве става у се помали простори, ве стеснуе, на крај ќе ве затвори у конзерва за сардини и таа ќе ви ја наплаќа. 10.000 евра по сантиметар квадратен. А пошто внатре има и овој куп, има и ваздух, пошто тоа овакво, и тоа плюс ќе ви го наплаќа. Нели кој ќе ве затвори тоа? Тоа е. Кој е крив? Што се ќутите и си плаќате? И си купувате? Ја ли сум крив што овде на едно место тука ново што се отвори, плаќате 550 денара порција 10 кебапи? Кој е крив? Власта е крива, Тошковски е крив. Што сте вие ретардирани? Што 10 кебапчиња ги плаќате 550, што Шопска плаќате 450 денара? Што немате глас? Што не знаете глас да пуштите? Затоа што сте самите такви. Од и тие влади кои што доаѓаат на власт, тие гарнитури политички, вие ги бирате. А што мислите, бирате нешто поразлично од оно што сте самите вие? Вие не идете голема мала нужда да правите, немате црно под ногти. Вие потекнуете од некоја кралска лоза, аристократска фамилија, за разлика од овие другиве кои тоа не се. Па сте нешто поразлични, попаметни. Не бе, људи, сите од нас го прават тоа истото. И сите од нас, секој од нас би се понашал исто, да ги има истите услови и можности. Кида кај тој кретен, наречен градежен инвеститор, и ке му фукне 200.000 евра за стан од 60 квадрата. И ке мисли, леле, шо добра цена постигнаве, леле, па дури попуст ми даде, човече, ова ке ме кошташе пута 20.000 евра. Такви идиоти сме. Кидеш по банки, неке си спозаглавиш, зборам не за оние се што имаат некој голем проблем. Луѓето, ако се припирани доци, не зборам за тоа, зборам за овие од без што идат у банки кредит зимаат. И да зима кредит да купи кола од 60.000 евра, од 30.000 евра. Лудило. Кредит зима. Секој богаташ со памет од запад ќе му каже зашо? Чекај, ти немаш пари у кеш да ја купиш таа кола или немаш доволно колку примања имаш ти месечно и зимаш кредит на толку мали примања, толкав кредит за да купиш факинг нова кола од 30.000 евра, ти си ненормален, ќе ти рече. Било кој нормален богаташ или имаш ли човек од запад. Бил Гейтс вака ќе ти каже. Купуваш нештото, го купуваш, ако имаш 10 пута повеќе од тоа колку што кошта тоа нешто што го купуваш. Пример, купуваш стан од 200.000 евра, треба да имаш у банка 2 милиони евра да си дозволиш стан да купиш од 200.000 евра, за да останеш нон-стоп, да имаш, да останеш богат. А не уште кредит на немајте да си имаш да го купиш ова срањева што реално и не ти е потребно. Ти можеш да купиш кола и од 5.000 евра добра, и од 7.000 евра на старо, половна, од 10.000 евра, још боја ќе купиш. И ќе возиш топ.
Ја у нова кола немам седнато, ко знам за себе. Ништо нема да ти фали. Сум идел со разни коли, што сум имал и по морења, и по вамо, и по тамо, и Ние сме ретардирани. Таа ретардација што у одреден момент ќе ја видите кај некој конкретен кривец, што направил некоја конкретно дело ради неговиот психички ментален склоп, кој што е склоп на неандерталец, кој што се случи на укочани. Такво нешто ќе најдете кај сите нас. Само што секој од нас немал таа среќа или несреќа да се погоди во таков контекст, на таква функција, во таков амбиент за да направи истата грешка. Да подзамижи, да прими нешто онака на руче. Левата знае десната, левата не знае десната, што знае како беше она. Сакате да имаме средена држава? Што сте направиле? Ќутите. Се што ве воспитале, што ве дресирале за овие 35 години е да ќутите. И ваквите као мене што јадат гомна ви изгледаат на кретени. Зашо го правиш ти тоа? Уствари, не те разбирам ја тебе зашо го правиш тоа. Знаете од колку души ми го имат кажам. Абе те гледам тама, зашо бе човече, шо уствари ти збориш? Зашо го правиш тоа? Бе гледа. Братче, сестро, го правам зашо вие не го правите. Зашо вие ќутите. А барем еден треба некој да почне да збори. Колку јадев говна на почетокот, уште кога почна тоа во Газа, геноцидот, 2023, 7 октомври, за причините зашто почна, зашто влезе Хамас тамо, што се дешаваше 80 години уназад од востанувањето на државата Израел после Втората светска војна, какви геноциди, какви етнички чистења. Знаете што ми кажуваат дури луѓе и Филјан, вака што се на некој начин и големци, вака и у политика. Шо ти е тоа, бе, што се мешаш ти нешто со тоа Израел? Што те занима, бе, што тоа Газа Израел таму? Ме занимаше затоа што знам дека тој еден ден ќе дојде до нас. А гледате како доаѓа. Истите тие што замижуваат пред геноцидот во Газа, геноцид по сите основи. По сите основи. Дури последните месеци со изгладување геноцид. Најстрашното. Чиниш логорене у Аушвиц, ги гледаш сликине од Аушвиц 44 година. Избраниот народ. Она што му правеа нацистите, исто да го прави на палестинците. Па ке чуеш и работи од типот, тие палестинците не се ни луѓе, бе, јас сум шетал тамо, сум гледал тамо, тоа не ти се веруеш што слушаш од таквите луѓе. Тука со нив живееш. Со нив живееш, бе. Како викам, не се луѓе, што се ако не се... Абе, ти не знаеш тоа, да ми простат сега ромиве наши, ги цитирам луѓево, циганана, бе, тоа тама, бе, нека ги нема. Сваќате какви џубриња сме невидени и се чудите зашо нас не се дешаваат некои работи. Немојте да се чудите. Зашо ние сме ќутолози станати. Навикнати да ќутиме, дресирани да ќутиме, дресирани да не реагираме, дресирани да го примаме, дресирани да правиме се што се бара од нас, само да го зачуваме мирот, комфорната зона. 33 квадрата голубарник, колку ти кошта? 100.000 евра? Може некој попуст? 2.000 евра од мене имаш по. Фала ти многу, лелеш ефтин стан сум се имал. Преку 70.000 луѓе загинаа у Газа за 2 години, палестинци. Од нив 25.000 деца под 14 години. 20 или 25.000 деца под 14 години. И вие, цивилизираните припадници на напредната европска раса, на напредниот европски континент, мижите, ќутите, одобрувате. Југославија
Тито не сте му ни до глуждовите доле дораснати. Можете да ме наречете како сакате. Југоносталгичар ваков еднаков. Немаше ништо од ова да имаат овие бивши југословенски народи, да не беше таа Титова Југославија. Она им ги реши границите со Авној, она им го реши статусот со Уставот 74 на посебни народи дека имаат право на самоопределување. Таа Југославија која што ја плюката на секој чекор. Ви обезбеди тоа да го имате сега што го викате своја држава, суверен народ и така натаму и така, кој со паметот, кој поише го искористи тоа, кој помалце. Тоа е више од неговиот памет, зависи на тој народ кој што е таму и од менталитетот. И таа Југославија, тој Тито имаше муда да ги осуди израелците во Обединените нации за етничкото чистење и зверствата, насилствата што ги прави врз палестинците во 60-70 години од минатиот век. Имаше сила, дигнитет. Кога е нешто аморално како човек, треба да имаш етички, морален кодекс, етички принципи, да осудиш нешто што е аморално. Особено нешто што е официјално наречено геноцид. Кој ги има сите карактеристики на геноцид. Шо да коментирам у вези со ова? Затоа престанав да коментирам и Газа, и Маза, гледаш и не ти се веруваш што се дешава и како светот ќути. И кога ќе дојде тоа до нас утре, немојте да се чудите зашто. Кога една братија од фашизоидни држави не те признаваат за народ, немојте да се прашувате зашо. Зашо ти исто им се ставаш у положение да преќутиш нешто што цел свет го гледа и го нарекува со точното име геноцид. На истите тие кои не те признаваат им се влагаш у положение не со своја глава не да го уклучиш својот морално-етички кодекс, самосвеста, мислата да кажеш, да искритикуваш со аргументи, да процениш, да осудиш што не е човечно, што е аморално. Не. Па дојде муабетот до некој исламски бициклист на Олимпијада, го собрала, па са, што очекувате? Совест кај некого држава очекувате? Јали кај возачи, јали кај оние беснини мотори што возат по партизанска секоја вечер што ти ги бушат ушните тапанчиња? Ете, јас газија Фросина тамо. Ова сум го кажал и порано се јавав кај еден градоначалник тука на времето за 8 септември, ова ше пред 4-5 години. Ставете бе легнати полицајци на сите булевари, бе 20 нека возат говедата, бе. Ама не можеме по закон, да тоа што се јавив и од сообраќајна, ми прати нямаме ништо ние со тоа сообраќајна се јавив таму. Ама не смееме по закон легнати полицајци. Па ќе собираат. И некој као Фросина, не дај Боже, некој утре, не дај Боже наше дете, некој велосипедист од Исланд или од пичке си материне, ќе паѓаат крови врз глава на спортисти, ќе горат овакви, Само тоа што ние све сваќаме кој импровизација. И све сваќаме од типот, сега се десило, нема више да се повтори, се идемо дај. 35 години живот у така наречена самостојна држава, гледате до кај не доведе. До момент кога ја губиме државата, го губиме идентитетот, се губиме самите себе, ама па да кажам, не е ни власта крива, ќе ви кажам, не е ни Европска унија крива. Ние сме говна. Говна. Од овде потекне цел наш проблем. Како да ви објасни човек поинаку? Млатење празна слама е тачно, да. Хибига. Некој не те признава како народ, у Европски парламент те нарекува дека таа збирштина у Скопје не знае која, не знае шо е, они се уствари бугари кои што зборат бугарски јазик у таа Скопје. И им идеш тамо и им оставаш твои пари што ако трпно си ги заработил цела година, им ги оставаш тамо на море.
Не е ова патриотизам, што ја го кажем, ова е имање трошка достоинство. Трошка. Вие без таа трошка достоинство и ни трошка што немате, немојте да очекувате во иднина ништо поинаку. Ништо поинаку. Жалам многу ако некого навредив со овој мој говор. Стварно жалам. Ама да знаете, самите сме кабајте.